Како ќе правиме од господине? Господине, како и секогаш. Како и секогаш. Она мојата. Она твојата љута и безобразна фризура. Дали брат уживаш кога шишам? Брат, кога шишам звезди ко тебе мора да уживам, тоа ми е уште од дете, само фудбалерите да ги шишам, идол ми е. Овака убаво е да се дружиш малку со нас, ама што не можеме да те носиме гости на тоа. Тоа е проблемот. Уште да можам и таму на гостински терен да ве шишам. Ќе биде тоа на полувреме да можам фризури да ги правам, да ги менјаме, би било уште појако. Аха. Тоа тоа да те прашам. Како стапи у Понтега да вака да шишаш вака на фудбалери? Како почна приказната? Приказната е многу одамно, уште младите средношколски денови, со другарот мој и у интернат заедно живеевме со Столе Димитриевски. На него почнав да се учам да шишам и така полека почнав да шишам него. Он кога влезе во репрезентација уште у 19. Уште од тогаш, да. Почна да доаѓа кај мене да се шиша, да ги носи еден по еден фудбалери. И така, полека почнав да ги шишам сите. После кога почна да има, кога влего оваа репрезентација сите, почна да има карантини и од премногу тренинзи, да немаат слободно време, почна да ме викат дали може да дојдам у хотел да ги шишам. И така, кога дојдов у хотел да го шишам еден двајца, кога видоа сите дека тука може да се шиша без да излага, да губат време, Реално вака подобро и за нас. да, и вака полека стана традиција пред секој собери да се за шишање и да не се за шишање, берберот мора да дојде да ги посети. Се подружиме. Али ја мислам, со кого највише имаш мачење во шишањето, да те малтретира? Ја мислам дека споне 100% тој со тоа неговите фризури. Мачење за шишање, види, сите имаат свој стил, сите фудбалери живеат во свој стил и на сите фудбалери многу битна и е фризурата пред утакмици. А специфичен стил за шишање, за брада и за специјални бркови има голманот наш Столе. Иначе, Александар Трајковски моментално ја прави таа неговата италијанската фризура, најљудата фризура што може да биде во репрезентација. И оваа фризура ја одржава на секој 5 дена да може, на секој 5 дена да шиша. Ја не можам да оставам посла да ми порасна на вечно, ја се шишам кога можам на секој максимум 10 на ден. Тоа ми е на лимитот. Оваа фризура фейдот од 7 до 10 дена повеќе не држи. Посебно пред утакмици, за снимање, за сликање, фризурата мора да биде секогаш свежа, направена, таза да биде. Вака, бакшиш ме најпријатно. Ајде, што Вака за бакшиш, не можам да кажам кој специјално највеќе фрла, ама затоа фала му сите ме частат што доаѓам тука, искрено. Највеќе што фрла не можам да кажам. Битно, ние сме задоволни. Да. Да. Најбитно е да се они задоволни од фризурите. За парите не е проблем. Јас сум Тоше Станче фризер. Се грижам за изгледот на фризурите на сите фудбалери у ФФМ.